Благодарам, председателке. Почитувана македонска јавност, почитувана председателке на Судскиот совет, медиуми и колеги. Да бидам искрена, се радувам што добивме една конструктивна дискусија, од која освен критики произлегува и солидни предлози, по однос на кои апелирам дека е потребно сериозно да размислиме. По однос на годишниот извештај на Судскиот совет за 2021 година, онаков каков што го добивме, за жал, она што може генерално да се констатира е дека едва мрдаме место. Недостатокот на човечки ресурси останува како проблем. Недоволниот буџет исто така останува проблем. Неажурноста на судовите не само што останува проблем, туку се зголемила во 2021 година и јас навистина не знам колку години треба да поминат за конечно да почнат да се надминуваат проблемите. Компаративно, 2019 година сме имале 25 избрани поротници и 19 неажурни судови. 2020 година сме имале 255 избрани поротници, 18 неажурни судови. 2021 година сме имале 112 избрани поротници, 19 неажурни судови, што е показател дека ниту бројот на избрани суди, ниту бројот на избрани поротници влијаел врз подобрувањето на ажурноста на судовите. Дури компаративно, Врховниот и Управниот суд од ажурни во 2019 и 2020 година станале неажурни во 2021 година, што значи дека мрдаме, ама во погрешна и негативна насока. Ке се навратам на предлозите кои што ми оставија впечаток во текот на дискусијата на оваа комисија. Ете, професорката изнесе едно решение или, ако сакате, позитивна пракса од другите земји, каде што се користело искуството, мудроста, посветеноста, знаењето на врвните адвокати. Значи, начин има, но за жал ние овдека само дискутираме, а ништо не превземаме за надминување на негативните појави. Исто така и колешката Ванчева даде солидни препораки за изгледот и за содржината на извештајот, како би добиле поцелосна и појасна слика зошто Управниот е најнеажурен суд, која е причината за неажурноста на Врховниот суд, и ова се податоци кои мора да бидат содржани во наредниот извештај кој што ќе го добиеме, за се со цел да имаме аргументирана и оправдана критика секако. Може би, велам, е оправдана некоја состојба, но ако имаме нејасна слика, ние можеби неаргументирано ќе напаѓаме. Па и за бројот на судови исто така треба да се размисли, правдата треба да биде поблиску до граѓаните, меѓутоа очигледно е дека тоа не се постигнува со тоа што имаме судови насекаде. Пак ќе речам дека мора да детектираме, да предлагаме, да бараме решенија, да не се сведува се само на дискусија, без превземање на конкретни чекори за надминување на проблемите. И уште еднаш ќе апелирам да работиме сите заедно за подобрување на перцепцијата и довербата во судството. Тука ќе го додадам и буџетот за Судскиот совет. Ние константно веќе 2 години коментираме дека буџетот е недоволен, меѓутоа, доколку не запнеме сите ние да побараме повеќе средства во буџетот, и оваа состојба ќе барањето за потребниот процент на буџетски средства ќе ни остане како проблеми во наредниот извештај. Во однос на проблемот со пополнување на испразнетите судиски места, чие пополнување е важен сегмент во функционалноста и навременото постапување на судовите, со цел поголемо почитување на човековите права и судските процедури, сите констатиравме веќе дека е проблем кој се провлекува со години и крајно време е да се изнајде начин за негово надминување. Начини, пак ќе речам, има, но изгледа дека волја се нема. Така, во однос на ова горливо прашање со бројот на пополнети судиски места, состојбата е полоша во однос на минатата година и во ова 2021 година имаме 20 помалку суди во споредба со минатата 2020 година, па дури овој проблем, согласно извештајот, се очекува да се продлабочи во 2020 година заради последните измени на Законот за работни односи, кој предвидува дека условите за старосна пензија се стекнуваат со навршување на 64 годишна возраст, без можност за продолжување на мандатот на судиите. Ова некој требало да го има во предвид, а тој некој дефинитивно е владата. Согласно денешниот годишен извештај, во текот на 2021 година, Советот за дел од испразнетите судиски места во основните
ја искористил законската можност за временно упатување на 10 судии од еден во друг суд, односно од еден во друг град. Овие одлуки Советот ги донел согласно извештајот затоа што е констатирана состојба на значително зголемен обем на работа, намалена ажурност и затоа што е доведено во прашање тековното работење на судовите, состојба која константно низ годините се провлекува. Извршен е избор на вкупно 6 судии и председатели на 6 судови. Советот избрал 112 судии поротници, а престанок на функцијата судија поротник е утврдена кај 157 судии поротници, што значи дека и понатаму има недостиг од 45 судии поротници. Во однос на одговорноста на судиите, која се влошува исто така, поднесени се 90 барања за утврдување на одговорност на судија или председател на суд против 142 судии, од кои постапката е во тек за 49 судии. Советот донел одлуки за разрешување на 5 судии, исто како и во 2020 година, поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција и 2 судии поради сторена потешка дисциплинска повреда. Значи, идентичен е бројот на разрешени судии во споредба со 2020 година, но во 2021 година имаме дополнително разрешување на 2 судии заради сторена потешка дисциплинска повреда и затоа велам дека состојбите, наместо да се подобруваат, се влошуваат. Судовите месец јануари го започнале со 99.954 нерешени предмети, примиле во работа нови 564.899 предмети и имале вкупно работа по 664.493 предмети. Од нив решени се 567.155 предмети, а нерешени останали 97.338 предмети, што значи дека заостатокот е намален за само 2.256 предмети. Од 34 суда, ажурни се само 15, а неажурни се 19 суда и тоа 4 апелациони, 15 основни судови и Врховниот суд на Република Македонија. Врховниот суд, кој во 2020 година бил како ажурен, во 2021 станал неажурен. Управниот суд, кој во 2020 бил оценет како ажурен, во 2021 година станал неажурен. Затоа велам дека состојбите се влошуваат. Да одиме по апелациони подрачја. Апелационо подрачје Битола. Апелационен суд Битола неажурен. Основен суд Битола неажурен. Основен суд Крушево неажурен. Основен суд Охрид неажурен. Основен суд Струга неажурен. Заклучок. Цело апелационо подрачје Битола е неажурно со зголемен заостаток од 1037 нерешени предмети. Апелационо подрачје Гостивар. Апелационен суд Гостивар неажурен. Основен суд Гостивар неажурен. Основен суд Дебар неажурен. Основен суд Кичево неажурен. Заклучок. Цело апелационо подрачје Гостивар неажурно со 12.869 нерешени предмети, што е поголем број споредба со минатата година. Апелационо подрачје Штип. Апелационен суд Штип неажурен. Основен суд Берово неажурен. Основен суд Виница неажурен. Основен суд Делчево неажурен. Основен суд Радовиш неажурен. Основен суд Свети Николе неажурен. Заклучок. Цело апелационо подрачје неажурно со зголемен заостаток од 570 предмети, односно 13.045 нерешени предмети. Единственото апелационо подрачје кое е оценето како ажурно е апелационото подрачје Скопје и затоа велам дека состојбите се влошуваат. Со ваква неажурност не можеме да одиме никаде и довербата во судството ќе биде нула. Во делот насловен следење и оценување на работата на судиите се вели дека на ден 21.12.2020 година, заради континуирано следење на работата на судиите, Советот донел интерен план за следење и оценување на работата на судовите, судиите и председателите на судовите и акционен план за период од 1.1.2021 до 31.12.2021 година. Целта на следењето и оценувањето на работата на судијата и председателот на суд е афирмација на судството како независна и самостојна власт, јакнење на личната мотивација на судиите, обезбедување на тамошен професионален развој на судиите врз основа на нивните лични и професионални способности, без какво било влијание, како и зајакнување на независноста и непристрасноста на судиите при вршењето на судската функција. Во извештајот стои дека редовното оценување на судијата
председателот на суд се врши еднаш на 4 години. Вонредно оценување на работењето на судијата и председател на суд се врши во случај кога судија конкурира за избор на судија во повисок суд или за председател на суд или за член на Советот. Сега, Советот во текот на 2020 година не извршил редовно оценување, ниту пак вонредно оценување на судиите и председателите на судовите, а тоа не го сторил ниту во 2021 година, односно изминале цели 2 години, пак ќе следиме дали во следните 2 години ќе имаме редовно оценување заради целите кои што ги спомнав пред малку. Во делот финансиска независност на судската власт се вели: Советот се залага за зголемување на процентот на судскиот буџет во однос на бруто домашниот производ од сегашните 0,3% на годишно ниво на законски определените 0,8% од буџетот за судската власт. Алармантно е што истава состојба беше наведена и во годишниот извештај за 2020 година, каде што се вели дека истово било побарано преку остварени средби на председателот на Советот со министерот за правда и министерот за финансии. Значи, министерот за правда и министерот за финансии немаат слух за потребите на судскиот совет и не ги почитуваат потребите и барањата на председателот на Советот. И јас не знам што повеќе да направите и уште колку ќе чекате за да ви се обезбедат законски определените средства. Во делот континуирано следење на работата на судовите за зајакнување на човечките ресурси се вели: членовите на Советот продолжија со интензивна соработка со председателите на судовите и судиите заради согледување на состојбите во соодветниот суд и тековните проблеми и потоа во рамките на надлежностите беа превземени соодветни активности заедно со председателите на судовите за нивно надминување. Јас не можам да сватам каква е таа интензивна соработка, од која една година потоа немаме никаков резултат, туку состојбите со буквално идентични зборови се пресликани и во 2021 година. Во овој дел единствено подобрување е што, фала му на Бога, за разлика од 2020 година, кога Министерството за финансии не го одобрило планот за вработување за 2021 година, во овој годишен извештај за 2021 година се вели дека овој план е одобрен, а колку е спроведен и колку ќе се реализира, останува да видиме. Советот до 31 март 2021 година утврдил 55 слободни судиски места во основните суди на Република Македонија и овој број во споредба со 2020 година е зголемен за 5 места. Загрижува и евидентното намалување на бројот на активни судии секоја година. Така, бројот на вработени во судската власт на 31 декември 2021 година изнесува 2768 лица, значи има намалување за 6 лица во однос на 2020 година, и покрај тоа што во текот на 2021 година во судовите се реализирале нови вработувања, состојбата со недостиг на соодветен потребен кадар во судството е присутна и понатаму, и тоа однесува на раководен кадар кој ќе му помага на председателот на судот, односно судскиот администратор во раководењето со судската служба и вршењето на работите од судската управа. Значи, има недостаток од судски администратори, раководители на служба, раководители на судски оддел, раководители на судско одделение, раководители на одделение и така натаму и така натаму. Има недостиг од стручни кадри од областа на информатичката технологија, управувањето со човечки ресурси, внатрешна ревизија, јавна внатрешна финансиска контрола и слично, односно кадри кои не се директно во корелација со судиската функција, но и современите текови на функционирање на институциите ги наметнуваат како потреба, а недостасува и технички кадар како хигиеничарки, возачи и слично. Неспорен е фактот дека човечките ресурси се најважни ресурси со кои располага секоја судска власт. Квалитетот, обемот и степенот на развој на човечките ресурси и нивниот потенцијал го условува функционирањето, независноста и ефикасноста на судската власт, како и степенот на доверба во судската власт во општеството. И бидејќи носечкиот столб во обезбедувањето и заштитата на правдата, човековите права и слободи е судијата, обезбедувањето на соодветни услови за непречено остварување на судиската функција мора да ни биде приоритет. Јас на вистина не можам да разберам уште со колку годишни извештаи треба да ја констатираме оваа потреба за кадри во судството за истата конечно да се подобри. Ајде да ги тргнеме настрана
стручните и раководните кадри кои се потребни, но зошто нема пари за кадри од областа на информатичката технологија, кои не се во корелација со судиската функција и кои очекуваат вработување час поскоро за да не ни заминат од земјата, и понатаму исто така зошто нема пари за хигиеничарки и возачи, например. Навистина не разбирам како може толку средства од буџетот да се одлеваат за разноразни луксузирања, а да нема пари за ваков неопходен кадар во ваква клучна област за една држава какво што е судството. Буквално идентична е состојбата со потребен кадар во 2020 и 2021 година, значи цела година апсолутно ништо не се смени. И тоа е вистинското лице на власта. Материјално-финансиската состојба во судството и судскиот совет и понатаму е алармантна, иако самостојниот судски буџет како гаранција за обезбедување сигурен извор на средства е една од темелните вредности врз која се заснова целосното етаблирање на самостојно и независно судство како носител на судската власт. Категоријата 42 стоки и услуги е недоволна за подмирување на сите потреби кои произлегуваат од редовната работа на судовите, а споредено со структурата на буџетот на земјите од Европската Унија, учеството на капиталните расходи, каде што се вклучени и инвестирањата во компјутерска и софтверска модернизација, е минимално и неопходно е значително зголемување на оваа категорија. Предлог буџетот за Советот представува интегрален дел од системот на планирање и буџетирање и ја презентира потребата од унапредување на условите за работа на стручната служба заради постигнување на стратешките приоритети и цели, обезбедување и гарантирање на независноста, зголемување на ефикасноста и јакнење на довербата за непречено извршување на функциите на институцијата. Од тие причини на Советот му е потребно обезбедување на перманентни и стабилни финансиски средства. И да заклучам. Понатаму, судскиот систем е нефункционален, заостануваат предмети и речиси сите судови се неажурни. И понатаму граѓаните немаат никаква доверба во судскиот систем. И понатаму недостасуваат човечки и секакви ресурси. И понатаму е потребна буџетска независност на судскиот совет. И понатаму независноста и транспарентноста се на ниско ниво. И понатаму се врши притисок врз судиите и со тоа и понатаму се покажува дека извршната власт никако не се откажува од влијанието врз судската власт и така натаму и така натаму. Од овие причини речиси невозможно е да ја вратиме довербата на граѓаните во судството и затоа перцепцијата на граѓаните е сосема оправдана. И затоа е оправдан и стравот дека и понатаму ќе продолжат сите скандали што ни го стресат судството. Кого го чекате да ви ги средува проблемите за конечно да можеме да проговориме за ефикасно судство, оставам граѓаните да судат. Крајно време е судскиот совет на институција која ќе обезбедува независност на судството, професионално и стручно одлучување, квалитетно и навремено водење на постапки, навремена и ефикасна правда, а факт е дека Република Македонија и судството во Република Македонија е многу далеку од тоа. Најдобра потврда за тоа, за жал, не е фактот само 8% од граѓаните веруваат во судството. Благодарам.